على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بالأموال وشرع لنا إنفاقها فيما هو مصلحة في الدين والدنيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجود والإحسان والأفضال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Благодарност му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Возвишениот Аллах Азза ва Џел во суратот Тауба вели: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Навистина, зекатот им припаѓа само на сиромашните и на тие што имаат голема потреба, и на тие што го собираат, и на тие чии што срца треба да се придобијат, и за откуп од робство, и на презадолжените, и за цели на Аллаховиот пат, и за патникот. Аллах Азза ва Џелле така одреди, а Аллах се знае и мудар е. Во овој благороден ает, возвишениот Аллах Азза ва Џел ги појаснува кои се категориите на оние на кои им припаѓа нашиот зекат. Кои се категориите на луѓе кои имаат право да земаат зекат според Аллаховото знаење, според мудроста на Аллах Азза ва Џел, неговата правда и милост. Возвишениот Аллах Азза ва Џел го ограничи зекатот само на овие 8 категории и ни појасна дека неговото распоредување меѓу овие 8 категории е ваџиб и задолжително. Што значи не сме да се подели на некого други. Не прекинве џабе. Поделбата на зекатот, рековме, е према овие 8 категории кои Аллах Азза ва Џелле ги направи обавеза и не смеет да се дајт зекат на некои други освен овие 8 категории. Аллах Азза ва Џел најдобро ги знае потребите и интересите на своите створенија. Аллах Азза ва Џел е оној кој ги створи и Аллах Азза ва Џел најдобро знае што и колку му треба на секој еден од неговите створенија. Аллах Азза ва Џел вели: а кој суди поправено и подобро од Аллах Азза ва Џел за луѓето кои се цврсто убедени. Што се несува до првата и втората категорија, тоа се сиромашните и оние кои имаат потреба. Разликата измеѓу овие две категории е тоа што едната од нив нема воопшто, премногу сиромашна. Нема работа, нема никаков приход. А додека втората група е сиромашна која имат, но нема доволно за да го поминит својот месец. Без разлика кој е од овие две групи, обавеза му е да му се дават зекат. И овие се најраспространетите групи околу нас. Оние кои не можат да обезбедат својата екзистенција, ниту пак и екзистенцијата на своето семејство. Ниту со готови пари, ниту имаат готови пари, ниту имаат постојана плата, ниту пак имаат некоја работа или занает, ниту пак имаат
стален приход кој му е доволен. Може да има месечна плата, но таа плата не му е доволна за да го помине тој месец. Затоа тие имаат потреба од помош, имаат потреба од поддршка и солидарност од нивните браќа муслимани. Исламските учењаци велат дека на сиромашните и на оние кои имаат потреба им се дава од зекатот онолку колку што им е доволно за нив и за нивната фамилија за период од една цела година. До толку смееш да му даваш зекат и тие смеат да примаат од зекатот, колку за да поминат тие и својата фамилија за една цела година. Се додека повторно не дојде време за зекат. Исто така, тука влегува сиромашниот кој имаат потреба за брак, кој немој да направи брак, кој немој да влезет во брак, имаат право да му се дај од зекат заради неговата потреба. Исто така, на сиромашниот студент, посебно кој учи исламски науки, мој да му се дај зекат за книги или општо да студират исламски науки. Исто така, оној кој има плата, има редовна плата, но таа не му е доволна за него, ниту за неговото семејство, му се дава зекат онолку колку што е потполвик неговата потреба за месецот. Што се однесува до оној кој има доволно средства за живот, може би е сиромашен, но има доволно за да живее, доволно за да го поминува месецот, него не му е дозволено да му се дава зекат, дури ако побарат. Дури ако побарат, не смеат да му се дават зекат. Напротив, должно се таквата особа да се посоветуват, да се предупредит, да не бара нешто што не му следви него, да не бара нешто што не е дозволено да го земат. Се пренесе од Абдулла бин Умар радијаллаху анхума дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем рекол: човекот постојано ќе бара од луѓето без потреба, се додека него сретне возвишениот Аллах азза ва џел, а на неговото лице нема да има ниту парче месо. И ова е казна на судниот ден за оној кој барал од луѓето, а немал потреба. Во друго предание се пренесува од Хаким бин Хизам радијаллаху ан дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем рекол: овој имот, зекатов, е привлечен и сладок, кој ќе го земе со задоволство и без алчност во неговото срце, ќе му биде благословен, ќе виде берекет во тој зекат што му се дава. Но кој ќе го зема со алчност и лакомост, нема да му биде благословен и нема да види берекет во него, и ќе биде како оној што јаде, а никогаш не се заситува. Колку и да му даваш, никогаш не се заситува. А горната рака, вели Мухамед алейхиссалам, а горната рака е подобра од долната рака. Значи тона рака која дава е подобра од она која барат. Она која дават, која дарежлива, е подобра од она рака која проси, од она рака која бара од другите. Од Абдуррахман ибн Ауф радијаллаху анху се пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем рекол: нема ниту еден човек што ќе ја отвори вратата на просење и барање од луѓето без потреба, а Аллах да не му ја отвори вратата на сиромаштија. Ако некој човек побара зекат, а на него се забележуваат знаци на богатство, на снага, но неговата состојба нас не ни е позната, човек тогаш не мора да се распрашува за него, туку дозволено му е да му се даде од зекатот, откако ќе се упозори личноста да се плаши од возвишениот Аллах азза ва џел и дека нема удел од зекатот за оној кој е богат или оној кој е снажен и има шанси да заработува. Дошле некој кај Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем, двајца луѓе побарале помош зекат од Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем. Тој внимателно ги погледнал на двајцата и видел дека се силни и способни. Па му рекол:
Ако сакате ќе ви дадам зекат. Но во него, во зекатот, нема удел за богат човек, ниту за силен човек кој може да заработува. Значи не ја знаел нивната состојба во основа. Но ги упозорил дека ќе им даде зекат, но да знаат дека зекатот не им припаѓа на богата особа и на оние кои се снажни и силни и кои можат самите да заработуваат. Ова е што се однесува до првата и втората категорија, сиромашни, оние кои имаат потреба. Третата категорија, од оние кои имаат право да земаат зекат, се оние што работа на неговото собирање и распоредување на зекатот. Во времето на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем, до скоро време, може и до ден денешен, во арапскиве земји имат посебно институции кои се грижат за собирање на зекатов и за неговото распоредување во текот на цела година. Па Аллах азза ва джелле не извести дека тие кои го берет зекатов, кои работаат со него, имаат право да земеат од зекатот, па дури ако се богати. Но овде враќа влегува друга особа, а тоа се застапници од поединци во делењево на зекатот. Например, ти имаш зекат за давање, но не знаеш каде да го однесеш, или имаш работа, или не си присутен, па му даваш на некого да го распореди твојот зекат. Овој што ќе го зема твојот зекат за да го распореди, тој не влегува во ова категорија, па да има право да зема од зекатот. Зошто тој е поединец и не е поставен од власт. И затоа како поединец, тој има две опции. Или ќе го распореди зекатот од својот татко или од своја роднина или од свој пријател, или ќе го распореди доброволно, очекувајќи награда од возвишениот Аллах азза ва джел. А за тоа Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем рекол: доверливиот муслиман, чувар на имот, кој го извршува и го дава она што му е наредено целосно. Значи го дава она што му е наредено целосно, па го предава на оној на кого му е наредено, е еден од оние што даваат зекат, од оние што даваат садака. Ти немаш да дај садака, но некој ти дал да дајш кај некого, ако го прави со искрен ниет, заради Аллах азза ва джел, ти имаш награда како да дава самиот зекат и садака. И ово милоста на возвишениот Аллах азза ва джел. А додека втората опција, ако човек не го прави тоа доброволно, смееш ти да му платиш, но од твој пари, не од зекат. Од зекатот не сме да земви. Четвртата категорија се оние чии срца треба да се придобијат. И тие имаат право да им се даде зекат. Тоа се луѓе со слаб иман, со слабо верување, или пак и луѓе кои се стравува дека може да нанесат штета на нас или општо на муслиманите. Ним им се дава од зекатот онолку колку што ќе помогне да се зајакне нивната вера и нивниот иман, или да се отстрани нивното зло од кое муслиманот се плашит. Ако давањето на зекат чаменит состојба ке него. Петтата категорија се за ослободување на робови. Робови, прво влегуваат оние робови кои биле претходно, кои исклучиле договор за откуп. Исто така дозволено е кога би имало роб да го купиш па да го ослободиш ако муслиман, но она што е битно тука влегува и затвореници во денешно време. Затвореници кои се муслимани, кои се затворени заради ова Аллахова вера, исто така е дозволено да се дај зекат за нивно ослободување. Доколку има таква шанса, дозволено е да се дај зекат за да се ослободи верник муслиман од затвора. Шестата категорија се оние кои се презадолжени, кои имаат борџој, кои не можат да ја платат. Што се однесува до оние кои имаат борџој, имаме два видови. Прв вид е оној кој земал борџ
за да спојат помеѓу двајца муслимани или помеѓу две племиња, кои имаат несогласување или борба измеѓу нив, па тој зема имот, зема пари, зема борч, за да ги спои муслиманиве или да спречи раздор и фитна. Дошал некој кај Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем и му рекол: о Аллах пратенику, јас презедов една финансиска обврска за помирување меѓу луѓе, па дојдов да побарам помош кај Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем. Па му рекол алейхи салату ва селам: остани додека не ни пристигне зекат, па ќе ти дадеме од него. Кога дошло, рекол: о Кубейсе, асхабот кој побарал, барањето од луѓето не е дозволено освен за тројца. Па од нив побарал и рекол човек кој презел таква одговорност финансиска за помирување, па нему му е дозволено да бара додека ја покрие, а потоа треба да престане да бара. Ова е прв вид. Втор вид е да земаш борч за себе си, што е презастапено кај нас. Секој еден кој има земено борч и немој да го плати неговиот борч, дозволено му е да земат зекат и да го плати борџот со зекатот. Седма категорија е во цели на Аллаховиот пат, а тоа е борбата на Аллаховиот пат, чија цел е Аллаховиот збор да биде најгоре. Не поради племенска гордост, фанатизам или лични интереси. Само во борба за Аллаховиот збор да биде најгоре, и тие на такви борци им припаѓа зекат и можат да земат од зекатот за нивна опрема и за оружје на Аллаховиот тебареке ва таала пат. И осма категорија е патник. Патник кој во неговото патување му се изгубиле неговите пари, дозволено му е да се дај зекат само да стигне до неговото место, без разлика дали е богат или сиромашен. Овие се враќа накратко 8 категории на зекат, на кои обавеза ние да му дајме на една од овие категории, а не смееме да даваме зекат надвор од овие 8 категории. Зекатот од овде не се дава на неверник. Не е дозволено зекат да се дај на неверник, освен ако човек се надева дека ќе прима ислам. Во тој случај дозволено е. Исто така не се дават зекат за човек да ја покрие некој свој обврски, како е да му дај зекат на некого за да угостит некој гостин и слично. Дозволено е, овде што се некој се опити, дозволено е да се дај зекат за своја жена да плати борч. Своја жена или своји родители, ако имаат борч и немаат да го платат, дозволено е ти да му дајш на твоја жена или на твој родител или на твоја роднина, дозволено ти е да му дај зекат за да го платат својот борч. Вели Мухамед алейхиссалам, садаката дадена на сиромашен е садака. Но садаката дадена на роднината, зекатот на роднината е и садака и одржување на роднински врски. Овие се некои на кого можеш да му дај зекат, а на кого не смеш да му дај зекат. Нормално знаете ке зекатов имат многу прашања и подпрашања, зате на кого некојаш нема јасно нешто или имат потреба, елхамдулилlah тука се оđите, мој да се обратат, пошто ова е долга тема и секогаш имат подпрашања. Го молиме на возвишениот Аллах азза ва џелле да ни уцврсти во неговата вера, да ни дај искреност во ибадетите, да ни примат нашите дела. И на крај имаме подсетување или известување дека ноќниот намаз иншааллах ќе биде од утре вечер во 1 сатот, и таа во двете џамии, во горна и во долна. Значи од утре вечер во 1 сатот. И исто така во оваа џамија ќе биде отворен подрумот и за жени само за ноќен намаз последниве 10 дена. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.